Кратки најави за денес. Охрид со видеокамери ќе се бори против дивите депонии. Струга започна со чистење на одводните канали. Општина Охрид распиша конкурс за најдобар спортист за 2025 година. Во Охрид многу висока активност на сезонскиот грип. НАТО започна со распоредување војници на Гренланд како порака до Трамп. Дневникот започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала облачност. Максималната температура се искачи до 9 степени. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со мала до умерена облачност, ќе дува слаб ветар од променлив правец. Утринската температура од -1 степен, додека пак максималната дневна ќе се искачи до 8 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -6 до 13 степени. Во деновите од викендот ќе преовладува променливо облачно и постудено време со локални слаби врнежи од дожд и снег во пониските и на повисоките места и планините. Дневната температура ќе има тенденција на опаѓање, потоа до средината на следната седмица времето ќе биде стабилно и суво. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид со видеокамери ќе се бори против дивите депонии. Охридски комуналец ќе поставува 30 камери за откривање на несовесните граѓани кои одложуваат отпад и градежен шут на несоодветни локации. Наместо предупредувања следуваат докази и казни. Со видеонадзор до почист град, проблемот со неконтролираното одлагање отпад добива технолошко решение.
Ќе бидат поставени 30 видеокамери на критични локации низ Охрид, со цел да се детектираат и санкционираат несовесните граѓани. Камерите ќе ги евидентираат лицата кои нелегално фрлаат отпад, а снимките ќе служат како доказ за изрекување казни. Од јавното претпријатие Охридски комуналец велат дека мерката е неопходна, бидејќи покрај редовното чистење, дивите депонии повторно се појавуваат на истите места. Наместо предупредувања, следуваат докази и казни. Планираме и детектирани со отприлика 30 микролокации на кои ќе биде поставен видеонадзор за полесно да можеме да ги детектираме сторителите. Во изминатиот период, во изминатава година, можем да ви појаснам дека имаме подигнато околу 1200 метри кубни кабаст отпад, нешто повеќе градежен шут, повеќе од 1200 метри кубни градежен шут и околу 800 метри кубни на зелен отпад. Граѓаните велат дека камерите се добарче и корено сметаат дека се потребни поригорозни казни, затоа што без вистински санкции нема ни вистински промени. Да ви кажам, тоа е за срамота и треба да се застрамиме сите, затоа што ѓубрето твое што ти сметат, го фрлаш пред мене, ако ти смета тебе, ми смета и мене. Ми ако имаме одредени денови, например понеделник, вторник, четврток и петок, имаме многу несовесни граѓани, нарочито во стариот дел на градот према Плавши, каде живеам. Значи не се почитуваат понеделник и четврток. Ѓубрето се фрла, мачки, кучиња ги кинат ке сињата, то не е убаво. А најлошото е што се фрла и отпад кој не им е потребен дома. Стари шифонери, каучи, машини, едно друго. Многу непријатно, многу непристојно. Како ќе фрла, они сите фрлат. Не могуќе нешто. Ја како може да фрлам во контейнери, они ќе фрлат? Ја и колку години, 78 години. Така, треба. Треба и тоа многу строги казни. И пари, и казни, и задвој, све треба. Треба да биде почист градот. Да, и то требите, и то убо да ги казните. Кој фрлат, казни го. Да си го соберите. Ето така, јас така велим. Стар човек сум, ама го велам така. Локалните власти апелираат до граѓаните да покажат поголема еколошка свест и да го користат организираниот систем и начин за одлагање отпад, нагласувајќи дека чистиот град е заедничка одговорност. Струга започна со чистење на одводните канали. Од општината упатуваат апел до граѓаните за поголема одговорност, нагласувајќи дека фрлениот отпад во каналите еден ден ќе заврши во подрумите на нивните домови. По обилните дождови и поплавите изминатиот период, градоначалникот на општина Струга, Менди Ќура, изврши увид на одводните канали на територијата на општината. Заклучоците за итна интервенција се донесени на претходниот состанок на Советот за управување со кризи, на кој учествувале градоначалникот Менди Ќура, општинскиот инспекторат, дирекцијата за води, противпожарната единица и председателот на Советот на општина Струга. Ќе бидат идентификувани сите злоупотреби и узурпации на каналите од страна на физички и правни лица, како и сите канали блокирани од урбан отпад. Ќе се предвидат средства за нивно чистење во најкраток можен рок. На наредната седница на Советот на општина Струга ќе бидат адресирани сите овие проблеми кои се таложеле со децении. Одводните канали се во надлежност на општината во урбанизираниот дел, додека во неурбанизираниот дел се во надлежност на дирекцијата за води. Во соработка со сите институции ќе ги спроведеме наитните интервенции таму каде што има потреба, информираат од општина Струга. Во пресред на еден од најголемите христијански празници, Богојавление Водици, денес екипите работеа на терен за целосно чистење на пристаништето, информира градоначалникот Кирил Пецаков. Спустот во езерските води, откаде што традиционално влегуваат капачите, е исчистено наноси на камења, песок и отпад. Целта е да се обезбеди безбеден и непречен пристап за сите оние кои годинава ќе бидат дел од празничната манифестација и ќе се обидат да го фатат Светиот Крст. До 17 јануари централното градско подрачје и крајбрежјето треба да блеснат во празничен декор, а за чистотата на езерското дно ќе се погрижат нуркачите од двата охридски нуркачки клубови Амфора и Охрид. Општина Охрид распиша јавен конкурс за избор на најдобрите од спортот во општина Охрид за 2025 година.
Градоначалникот на општина Охрид распиша конкурс за доделување награди и признанија во изборот на најуспешни спортистки и спортисти, тренер и спортска екипа на Охрид за 2025 година. Предлозите за избор на најдобрите од спортот во општина Охрид за 2025 година се за следниве категории. Спортист на годината ќе добие плакета и 45.000 денари. Охридска спортска надеж, мажи и жени во индивидуален и колективен спорт, плакета и по 15.000 денари. Тренер на годината, плакета и 20.000 денари. Спортска екипа на годината, плакета и 15.000 денари. Спортист од Охрид кој настапува за екипа надвор од територијата на општина Охрид, плакета и 15.000 денари. Спортист кој не е од Охрид, а настапува во екипа од Охрид, плакета и 15.000 денари. Спортист во категоријата на лица со посебни потреби, плакета и 20.000 денари. Охридска спортска легенда за посебни заслуги во спортот, плакета и 20.000 денари и спортист со најдобар остварен резултат во водени спортови, плакета и 20.000 денари. Подетелни информации заинтересираните можат да добијат од јавниот повик објавен на веб страната на општина Охрид на sport@ohrid.gov.mk или на телефон 046 262 492, локал 198. Јавниот конкурс трае до 30 јануари 2026 година до 14 часот. Предлозите се доставуваат во затворен и запечатен коверт во архивата на општина Охрид со адреса улица Димитар Влахов, број 57, со назнака најдобрите од спортот во општина Охрид за 2025 година. Состојбата со грипот во земјава се наоѓа на ниво на средна активност, изјави доктор Драган Кочински од Институтот за јавно здравје. Во Охрид вирусот има многу висока активност со 202 случаи за една недела. Како најдобра заштитна мерка, здравствените работници ја препорачуваат вакцинацијата. Од Институтот за јавно здравје очекуваат пикот на грипот да се случи од крајот на јануари до средината на февруари и за сега нема потреба од воведување претерани мерки, како што е продолжување на зимскиот распуст за учениците. Бројките се очекувани за овој период од годината. Точно е дека имаме раст неколку недели порано до она што било очекувано, но засега барем сме во една средна активност и тоа засега не дава можност да даваме некакви претерани мерки кои што би ги зафаќале граѓаните, нешто како што кажавте вие, продолжување на зимскиот распуст. Сепак ќе следиме состојбата и доколку има било каква промена, ние ќе апелираме и ќе дадеме соодветни мерки. Од она што можам да го кажам како општи мерки за препорака, тоа е избегнување на простори каде што има голем број на луѓе, посебно доколку се забележи дека истите имаат некакви симптоми на респираторно заболување, кашлање, кривање, да се со температура и слично. Понатаму тоа да се седи во да се проветуваат просториите, да се затоплуваат. Ако надвор е ладно времето, слоевито топла облека, да се конзумираат витамини, минерали, природни цедени сокови, се она што би можело да го подобри имунитетот на луѓето, а доколку се заболат од грип или од некој друго акутно заразно заболување кое што е со респираторна симптоматологија, најдобро е да се остане дома. Дали се тоа возрастни, посебно исто така тоа го потенцираме и за децата, ќе започне школска година, да не се носат децата во школа, во градинка, доколку имаат симптоми на акутно респираторно заболување, за да тоа биде добро за нив да го прележат всушност грипот дома и да не шират за работа на останатите деца или на останатите колеги, доколку се работени лица. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Струга поднесе кривична пријава против 18 годишно лице од Охрид и 16 годишен малолетник од село Мешеишта, општина Демрца, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, загрозување на сигурноста. На 24 април 2025 година во Струшкото село Мислешево полициски службеници забележале патничко возило марка Застава без регистарски ознаки, управувано од првопријавениот, кое било натоварено со огремно дрво. При тоа тој не застанал на даден знак за запирање и со возилото се обидел да ги удри полициските службеници, информираат од Министерството за внатрешни работи.
Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.